Почитувани, по воведувањето на вонредната состојба во нашата земја, Стопанската комора на Македонија го прилагоди своето работење за да им помогне на компаниите колку што може повеќе. Покрај останатите активности, од 25 март годинава започна да работи и кризен штаб на комората. Во моменти кога истекуваат 30 дена од воведувањето на вонредната состојба, а се најавува нејзино продолжување, сакаме да дадеме кратко резиме за досегашната комуникација на комората. Во периодот од 25 март наваму, кога беше формиран кризниот штаб на Стопанската комора на Македонија, самиот штаб и останатите вработени во комората одговорија на околу 2500 прашања од компаниите. За голем дел од прашањата, комората оствари интензивна комуникација и доби појаснување од владата и надлежните државни институции. По започнувањето со работа на контакт центарот на владата, интензитетот на јавување на компаниите во комората малку се намали, но тие и натаму продолжуваат. Од досегашната комуникација со компаниите, опште заклучокот дека тие сакаат стриктно да ги применуваат прописите што се во важност. Во период кога заради постојните околности многу често се случуваат промени во условите за работа, се носат уредби, економски мерки, одредби во однос на периодот за забрана на движење и така натаму, компаниите имаат потреба да се консултираат за да може да го прилагодат своето работење согласно важичките прописи и измени. Во изминатиот период, најголем дел од прашањата на компаниите поставени до Стопанската комора на Македонија се однесуваат на детали околу дозволите што ги издаваат работодавачите за движење на нивни вработени поради вршење на сменска и ноќна работа. Искуството од досегашната комуникација на комората во услови на вонредна состојба покажа дека секоја промена што се прави од страна на надлежна институција треба да биде проследена со истовремено носење на соодветните документи што детално ја објаснуваат промената. На тој начин се намалува потребата од дополнително разјаснување и се олеснува комуникацијата со компаниите. Доколку продолжи вонредната состојба во земјава, продолжува со работа и кризниот штаб на Стопанската комора на Македонија, како и останатите активности на комората што се одвиваа во постојните околности.